Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, вечерва заседаваше извршниот комитет каде се разговараше за иницијативата за референдумско изјаснување која доаѓа по наметнатите потценувачки услови за отворена бугаризација и идентитетско редефинирање на Македонија. Нешто што владата на СДСМ го прифати. Веднаш, јасно да посочам, ВМРО-ДПМН поддржува интеграција на Македонија во рамките на Европската Унија без никакви дилеми. Но ВМРО-ДПМН не поддржува асимилација, промена на историски факти, откажување од посебноста на јазикот и идентитетско обезличување. Праксата досега покажа дека владата и Ковачевски не ја говореа вистината, кога велеа дека историските прашања не се тема на разговор. Не само што се тема на разговор, тие стана и услов за Македонија да напредува кон Европската Унија. Што самото по себе представува една нефер позиција која македонската влада на штета на целата држава и одејќи надвор од својот мандат ја прифати. При тоа, суверенот на државата, народот, не беше ниту прашан, ниту пак Ковачевски има мандат да ја става Македонија во подредена позиција. Да не зборувам што Македонија попушти за името, попушти за Бугарија, попушти за преговарачката рамка, а за возврат не доби ништо. Напротив, животот е се потежок, енергетската криза и инфлацијата ја разорува државата и носи сиромаштија. Драги пријатели, почитувани представници на медиумите, овој извршен комитет следи по широките консултации кои ги направив изминатиот месец дена. Разговарав и се консултирав со експерти и професори по уставно право, коалицијските партнери, пратениците, при што заеднички стигнавме до решение кое беше потврдено едногласно од страна на извршниот комитет. Се донесе одлука да граѓанска иницијатива за собирање на подписи за распишување на референдум и во наредната недела ќе собереме најмалку 100 квалификувани подписи со што таквата иницијатива ќе биде доставена до собранието. На оваа иницијатива прво потпишан ќе бидам јас, извршниот комитет на партијата, пратениците, пошто очекувам собранието во брзи рокови да ја легитимира и одобри иницијативата, пошто ќе започнат роковите за собирање на 150.000 подписи за распишување на задолжителен референдум. Повторувам, задолжителен референдум. Референдумското прашање ќе се однесува на договорот за добрососедство со Бугарија кој Заев го склучи со Борисов. Тоа е изворот и почетокот на сите проблеми за Македонија и основата по која потоа Бугарија ги темелеше своите максималистички барања и позиции. Затруеното дрво раѓа затруени плодови. Раскинувањето на овој договор ќе значи раскинување на барањата за промена на учебници, спорење на јазикот, историјата, културата и така натаму. Затоа референдумското прашање предлагаме да гласи и како такво денеска го усвои и потврди извршниот комитет на партијата. Дали сте за напуштање на важноста на законот за ратификација на договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија, објавен во службен весник број 12/2018 од 18.1.2018 година. Ке го повторам уште еднашка. Дали сте за напуштање на важноста на законот за ратификација на договорот за пријателство, добрососедство и соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, објавен во службен весник број 12/2018 од 18.1.2018 година. ВМРО-ДПМН ќе повика да се гласа за престанување на важноста
за овој штетен договор. Очекувам власта да дозволи да се изјасни народот и да се стави крај на уцените, притисоците и кочењето на Бугарија. Ова да биде одговор на народот за својата Македонија и за нашата земничка иднина. Ви благодарам. Ако имате прашања, ви стојам на располагање. Да става сопки на ваквата иницијатива, односно да ја блокира. Јас апелирам до власта да не ја блокира и да дозволи народот кој што е суверен во нашата Македонија да се произнесе за штетните последици од овој договор, на кој што предупредувавме уште во 2017 година, кога практично овој договор беше носен од страна на владата на Заев, дека ќе се случи ова што денеска ни се случува. Но за жал, ниту тогаш, а ниту сега не беа послушани нашите апели и за жал народот се чувствува понижен, обесправен, омаловажен. И јас мислам, исто како извршниот комитет, исто како и пратениците, градоначалниците, членството, но и огромно мнозинство народот, дека овој договор последен што го направи Ковачевски или анекс договор, или веќе не знам како да го наречам, е штетен и директно задира во идентитетот на македонскиот народ и треба за тој да се произнесе македонскиот народ. Што доколку власта ја отфрли иницијативата како неуредна? Ке биде јавноста информирана за чекорите потоа. Сега е овој чекор важен, јас очекувам сериозност, одговорност од страна на власта. Формулирано е референдумско прашање кое што навистина ги задоволува и ги исполнува сите критериуми и цениме дека треба да се надмене власта себе си и да дозволи најпрво да бидат собрани на еден демократски начин тие 150.000 потписи, а потоа одиме заедно на референдум, па доколку нивните аргументи се силни и ги победат нашите аргументи, тогаш ние сме подготвени тоа да го прифатиме, но очекуваме од страна на власта да ги прифати аргументите наши доколку тие се посилни и доколку народот на референдум се произнесе онака како што ние цениме дека ќе се произнесе, тоа е за прекинување на важноста на законот за ратификација на договорот за добрососедство кој што го има, се извинувам, Македонија подпишено со Бугарија. Зошто референдумското прашање не е поупростено, да речеме, дали сте за укинување на договорот за добрососедство и уште едно прашање, дали тоа би значило укинување и на преговарачката рамка која што веќе е усвоена? Водевме сметка за тоа кои какви ингеренции има и може да спориме сега околу тоа зошто да е поупростено или посложено, но водевме сметка да не биде изговор на Талат Џафери дека ова не е надлежност на собранието. Знаете, затоа што самиот договор е споделена ингеренција, па може да кажат ова не е надлежност на собранието, но законот за ратификација на подпишаниот договор е надлежност на собранието и гласан во рамките на парламентот и тој ќе го нема тој луксус да каже дека ова не е под ингеренции на собранието, но суштината, јас се сложувам со вас, е апсолутно таа. Гласаме за или против овој договор кој што е изворот на сите наши проблеми. Па преговарачката рамка го содржи овој договор, ако овој договор ние го напуштиме, тогаш автоматски нема да биде дел од преговарачката рамка. Како планирате да постигнете излезност, бидејќи се знае дека се високи бројките, за преиспанскиот требаше 900.000 граѓани да гласаат, излегува само 600.000. Како планирате да извадите 900.000 граѓани со оглед на фактот дека сите партии на албанците поддржуваат и преговарачката рамка и сите меѓународни договори? Па, видете, прво карактерот на референдумот е различен. Овој е задолжителен, тој беше консултативен референдум и имаат разлика едниот со другиот. Јас не би сакал на овој референдум да ни се повтори Ласкарци и уште стотици избирачки места, каде што излезеноста беше над 90%, а сите ние знаеме дека таму присутно население нема повеќе од 35-40%. Јас верувам дека има луѓе кои што во владата размислуваат навистина проевропски, како што тоа се декларираат, и нема да ги спречуваат граѓаните да излезат на референдумот и да гласат. Вие рековте партиите на албанците, јас сум убеден дека ќе има и наши сограѓани албанци кои што сочувствуваат со нашите маки, со нашите проблеми, со ова што ни го прави Бугарија и без разлика што партиите, како што вие кажавте, условно на албанците велат не, тие сепак излезат и ќе ги поддржат нивните соседи македонци, но и останати кои што се против асимилацијата која што му се случува на македонскиот народ. И на крајот од денот
очекувам повторно ќе кажам одговорен пристап од страна на власта, одговорен пристап од страна на спикерот во парламентот господин Талат Џафери, да се дозволи најпрвен овие 150.000 потписи да бидат собрани, а потоа и да одиме на референдум, каде што јас сум убеден дека ќе ја добие поддршката на граѓаните и на тој начин и владата ќе има по-сигурна позиција, односно ќе има позиција онаква каква што народот во огромно мнозинство ќе каже. Што доколку референдумот не е успешен, дали ќе се предомислите за уставните измени? Јас сум сигурен дека има навистина проевропски политичари во владата кои што ќе оповикаат народот да излезе на референдумот и така сите заедно ќе излеземе и ќе гласаме за вистинска европска Македонија и Македонија во Европската унија, а не за Македонија под уцени и под блокади. Дали се дадовте некаква временска рамка за целиот процес? Па веднаш од утре почнуваме, да, тоа е насоката од страна на извршниот комитет. Подоцна вечерва ќе ги видиме какви се уставните и законските термини и почнуваме уште од утре со реализирање на ова. До вашата цел? Молам? До реализација на референдум, до крај на собирање потписи, имате ли некаква таква временска? Па тоа ви велам, тоа се пропишани работи во законот и во уставот. Се треба да видиме, знам дека собирањето трае 3 месеци, на крајот од денот секога стојат пратениците тука кои што можат уште веднаш да, но ние сакаме легитимитетот да извира од народот, да се соберат тие 150.000 потписи, а сето тоа да започне со ние први 100 квалификувани потписи на граѓанска иницијатива која што ќе ја предводам ја и ја користам оваа можност да ги повикам сите политички партии во Македонија без разлика дали се опозиција или власт, без разлика дали се партии условно кажано леви или десни, либерални или конзервативни, да излезат и да ја поддржат оваа иницијатива бидејќи едноставна е дилемата дали сте за или сте против Македонија да продолжи да биде уценувана или навистина Македонија да биде во Европската унија. Господин Мисковски, договорот со Бугарија беше подпишан пред 5 години. Ратификацијата пред 4 години. Да. Вие жестоко се противевте на францускиот предлог и на заклучоците кои што беа во собранието. Зошто референдумското прашање не е за францускиот предлог, преговарачката рамка, стартот на преговори? Се плашевте ли да се замерите со Европската? Не. Јас, ако ги следевте вие моите изјави и за време на тие протести, ќе забележите дека оние заклучоци во парламентот се политичка гимнастика на владата, бидејќи суштината е информацијата која што владата ја достави до спикерот во парламентот. Значи, они го информираа парламентот, а потоа што поради политички потреби, за да се оправда потегот на владата, некој измисли таму предлог заклучоци, тоа е друго прашање. Така што и тога зборувавме и сега зборуваме и тоа беше причината зошто пратениците од коалицијата не гласа е токму таа информација. Значи, пратениците беа информирани од страна на владата за тоа што владата смета дека треба да го направи. И ние ја примивме таа информација, се заблагодаривме и излеговме од собраниската седница. Дали потоа тие поради таа потреба што има мора да прават некакви заклучоци, тоа е друго прашање за кое што можеме да дискутираме. Сега ние Делот кој што го спорите во преговарачката рамка. сега ние зборуваме за договор, за закон за ратификација чија што надлежност има парламентот. За да немаме потоа дилема дали имал парламентот надлежност, има надлежност. За законот за ратификација има надлежност бидејќи тој поминал таму. Дали сега вие исто така која наметнате дилемата зошто ова го правите 4-5 години потоа, затоа што ние и тогаш предупредувавме дека ова сето ќе се случи, но тогаш се уште немаше резултати од сето тоа. Еве сега првите резултати ги видовте, вие не зборуваме ние за 21-виот, 2-риот век, не зборуваме дека Македонија има предвидлив период кога ќе биде дел од Европската унија, туку зборуваме за Самуиловата држава, за Кирил и Методи, за Климент и Наум и за средниот век. Значи природата не е ни отворена, 19-тиот, 20-тиот век не се ни отворени, како што можете да видите, сето она што го предупредувавме дека ќе се случи, се случува. Имаме легитимно право како партија народна, која што својот легитимитет го извира од народот, да излеземе и да побараме од народот да се произнесе за напуштање на важноста, бидејќи тоа зборче внимателно го биравме со експертите, бидејќи тоа стои во самиот договор, напуштање на важноста на договорот на една од страните и таму има начин како едната со другата страна се информираат преку Министерството за надворешни работи и така натаму.
Затоа е едноставна дилемата, како што кажавте и вие, дали сте за или сте против. Тоа е суштината. Но моравме да внимаваме во правната формулација за да не потоа тоа биде изговор од страна на парламентот зошто е тоа така и така натаму. Да. Покажете иницијатива и во парламентот да се гласа за уставните измени. Видете, ние повикувавме, јас и јавно го повикав Ковачевски да ја достави иницијативата во парламентот, дојде септември, таква иницијатива нема. Тие секогаш кога ќе излезе некој официјален представник од соседна Бугарија за да дефокусираат јавноста, ќе кажуваат, разговарале со вакви EU пратеници, про-EU пратеници или не знам што, за да дефокусираат јавноста од грабежот во Рек Битола и се поголемото сиромашување на граѓаните, повторно ќе измислуваат некакви пратеници во ВМРО, те про-EU, анти-EU и така натаму ќе продолжат они да ловат вештерки бидејќи немаат ништо. А јас па можам на тоа да одговорам дека има се повеќе промакедонски пратеници во рамките на власта кои што на дневна основа не контактираат и велат дека нема шанси да гласаат за уставните. Мислам дека главоболката на власта е поголема во нивните редови отколку што е тој обид да ја те дефокусираат јавно мислење од реалните теми. Така што да заклучам, сега ќе бидеме сконцентрирани нови на редовните тековни партиски активности во периодот што следи, зашто јавноста ќе биде благовремено информирана. Меѓународната заедница застана тврдо за францускиот предлог, вклучувајќи го еврокомесарот за проширување. Очекувате ли реакции од официјален Париз, официјален Брисел, официјална Берлин? Јас, знаете, немам дилема со официјален Париз, со официјален Брисел, со официјален Берлин и така натаму, и верувам во нивните намери дека се честни. И знам дека тие тоа што го мислат е најдобро за Македонија, но знам во чии намери немам доверба, а тоа е во намерите на официјална Софија. И тоа се покажа изминатиот период дека и покрај добрата намера на многу еврокомесари кои што дошле пред нас и кои што ни ветувале се и се што, за жал секогаш имало по некој официјална Атина или официјална Софија кои што барале од нас да ние направиме некаква отстапка за да ни ветат некаква си европска иднина која што за жал денеска не можеме ни да ја помирисаме, а камоли пак да ја живееме. Живееме можеби иднина има сегашност која што е еквивалент на најсиромашните држави, би рекол од сиромашните афрички држави. Така што јас немам дилема во нивните намери, нека ми простат, секој може да се лути, но јас верувам во нивната намера, но најмногу ме загрижува тоа што мојот народ, македонскиот народ, се чувствува понижен, излажен, омаловажен и ценам дека ова е можност тој народ да си го каже своето мислење за овој документ. И знам кому не можам да верувам повеќе, а тоа е официјална Софија, затоа што знам дека и понатаму и војнина од страна на официјална Софија се додека не се оградат јасно останатите 26 членки од Европската унија, ние како држава ќе имаме проблеми, ќе имаме кочења, затоа што ќе повторам, еве, првиот резултат од еве условно кажано почетокот на скринингот кој што не знам ни дали е почнат, се средниот век, Самоиловата држава, Кирил и Методиј и Климент и Наум. Така што не гледам иднина тука. Ви благодарам. Убава вечер.